Апсолутно владееше ВМРО ДПМН претходно, ви знаете кои се резултати. Имаше и добри, не викам не. Апсолутно владееше СДСМ, гледате, апсолутно сега е Мицкоски. Еве гледате, у првите 6-7-8 месеци ние имаме зголемена инфлација, ние имаме намалување работни места, ние имаме зголемени цени секаде. Ја тврдам дека владата не е ликвидна. Ние имаме еден куп афери, скандали, убиства, не мрдаме од место, само се Пленковиќ се гледа и со Курти, друг нема, другар. У Брисел не го викнале. Поентата е дека дури ако си член на ВМРО ДПМН, со самото тоа што нема се даде апсолутна поддршка на локалните избори, во Белата палата на Илинденска безброј ќе светне сијаличка дека правецот во кој што се движи владата е лош. Во нормални држави има внатрепартиска демократија. Таа внатрепартиска демократија може да резултира и со смена на премиер и лидер на политичка партија среде мандат. И тоа е нормален процес и тоа безброј пати се има случајно по свет. Само кај нас, кога некој лидер на политичка партија станува премиер, неговото владење внатре во партијата и во државата е неприкосновено. Значи тоа што ВМРО ДПМН е освоило довербата на граѓаните и ја има веројатно по некои анкети довербата на граѓаните, не значи дека не може да дојде некој друг подобар од ВМРО ДПМН да биде премиер и да ја води државата.